Нови законски решенија за игрите на среќа и брзите кредити најави денес премиерот Христијан Мицкоски од Кочани. Првиот се однесува на новиот закон за игрите на среќа, кој ќе донесе значителни измени, а вториот се фокусира на брзите кредити. Мицкоски истакна дека има сериозни сомнежи дека овие компании се појавуваат во близина на казината, што создава значителен проблем за граѓаните кои често се принудени да користат вакви услуги поради финансиските тешкотии. Премиерот додаде дека многумина од овие корисници решаваат да напуштат Македонија, што представува негативен ефект за државата. За да се спречи понатамошниот негативен развој, владата планира да предложи ново законско решение кој ќе има за цел да ја заштити здравата нација и да ги подобри условите за живот во државата. Како влада работиме на два проекта. Едниот е новиот закон за игри на среќа, каде што ќе има огромни измени. А следен проект е токму ова вие што кажавте, бидејќи некако случајно до оние апаратите, односно казината кои што ги гледаме, веднаш до нив никнуваат ваков тип на компании за брзи кредити. Дали е тоа случајност? Јас сум убеден дека не е. Најголемиот дел од граѓаните кои што, односно дел од граѓаните кои што во суштина имаат финансиски проблеми, а дел од нив и одлучуваат надвор да одат од Македонија, се токму тие кои што се корисници на ваков тип на услуги. Така да многу внимателно го следиме процесот и многу скоро ќе излеземе и со такво законско решение, затоа што мислиме дека иднината не треба да биде во таа насока, на една здрава нација и здрава држава, каква што амбицира да креира оваа влада. Инаку според премиерот Мицкоски, оваа практика има негативен ефект врз граѓаните со финансиските проблеми и создава притисок врз здравието на нацијата. Новиот закон ќе има за цел да ги спречи ваквите ситуации и да ги заштити граѓаните од негативните последици.